Добро вечер на сите. И мене ми падна должноста, но и задоволството да го водам овој онлайн разговор или дискусија вечера на темата грижа за менталното здравје во време на пандемија. Но овој настан е прв од трите кои се реализираат во рамките на проектот Пристап до правда за најмаргинализираните. Проектот го спроведува Хопсовско управжие од Скопје, Фондација Отворено општество Македонија, станица 5 од Прилеп, а финансиски поддржан од Европската унија. Значи, вечер ќе дискутираме за психолошката поддршка на луѓето кои што употребуваат дроги во време на ковид и тоа како да го сочуваме нашето ментално здравје и да го убlažиме товарот од изолацијата, меѓутоа и сето она што се случува, а е поврзано нели со пандемијата. Што многу добро знаеме сите, во март оваа година Светска здравствена организација прогласи пандемија предизвикана од вирусот COVID-19 и покрај енормните здравствени и економски последици оваа пандемија затвори на момент веќе за половина од човештвото во нивните домови. Значи, ние ќе дискутираме вечер како се манифестира сето тоа на менталното здравје и нашите соговорници ќе дадат одредени секако препораки како најдобро да се носиме во една ваква ситуација. Самиот настан е замислен така да првите 30 минути позборуваме со моите вечерашни говорници на темата, а потоа тие ќе можат да одговорат на вашите прашања. Затоа сите вие кои што имате одредено прашање, поставете го по коментар во рамките на овој видео пренос или пак во настанот, каде што ние го најавувавме овој разговор и ние ќе се обидеме да го поставиме овие прашања до нашите соговорници при крајот од говор. И дојдовме до соговорниците. Мои вечерашни соговорници се Дестина Стојановска, психолог, веќе други години работи во ХОПС. Добро вечер, Деспина. И добро вечер, Владко, здраво и на сите кои што се тука со нас вечерва. Социјален работник кој исто така дојде со лицата кои што употребуваат дроги. Здраво. Здраво, Богдан. Здраво од мене, поздрав сите. Така. Би сакал да разговор започнам со Деспина Стојановска. Именно Деспина, како што добро знаеме, веќе 4-ти месец живееме во услова на пандемија со коронавирусот. Постои се уште воредно состојбе кај нас, повремено имаме и полициски час. Државата до денес закучно е затворена. Од утре се отвараат границите. Ова се одразува на менталното здравје на што, а како на луѓето кои што Ти благодарам, Владко. Бидејќи одиме преку овие технологии, секогаш се случува да нели, односно секогаш се случува често да има некаква пречка. Јас последниот дел од прашањето баш и не го слушнав најдобро, меѓутоа еве ќе се обидам на она што го разбрав да дадам некое свое мислење, а тоа е со оглед на пандемијата која овие 4 месеци во нашата држава направи затворање на граници, полициски часови, карантини, одвојување, социјална изолација и така натаму. Како сето тоа влијае на менталното здравје на луѓето и на луѓето кои што користат дроги. Ако сум окей со ова, Владко, можам да продолжам? Затоа што имаше некои прекини во врската, па само да се осигурам дека тоа беше прашањето. Да, тоа беше прашањето, значи добро ќе го слушам, продолжи. Океј, фала многу. Овој начин на комуникација мене не ми е многу близок, но еве како и сите други веројатно јас се навикнувам да комуницирам со луѓето онлайн. Иако ништо не може да ми ги замени оние средби во живо, непосредни кога ќе можеме да воспоставиме и физички контакт, да дебатираме, да поставуваме лично прашање и да одговараме, но се надевам дека во брзо време безбедно ќе се вратиме на
на таков еден подиум и дека ќе може да уживаме во нашите повторни заеднички дружења. Пандемијата го зафати целиот свет, ја зафати нашата земја. Велам целиот свет затоа што изминатиот период како да беше тоа некоја олеснувачко чувство кај луѓето дека не сум сам во ова, туку на сите се случува. Во поглед на менталното здравје можам да кажам дека некои осцилации забележувам дека се случуваат, а тоа е како бура кај сите се јавуваат интензивни стравови, па сето тоа ќе стиши еден период, па повторно се јавуваат и веројатно е тоа предизвикано од бројките кои што секојдневно ги слушаме за тоа колку има заболени, нели, како луѓето како се соочуваат со вирусот и на кој начин тоа рефлектира врз нивните животи. Меѓутоа, општо би зборувала од моето искуство во овие 4 месеци, што можев да забележам. Најмногу стравови се појавуваат кај луѓето. Стравови во повеќе насоки, односно стравови предизвикани од повеќе теми и содржини. Пред се страв за себе и сопствениот живот, потоа страв за животот и здравјето на моите блиски, односно на луѓето со кои што сме семејно поврзани, врснички поврзани или локално во заедниците функционираме заедно. Исто така се појавува и страв за екзистенција. Голем број на луѓе останаа во своите домови и ги напуштија работните места токму поради мерките и нели пред се за да се заштитат од евентуално ширење на вирусот. И како четврта категорија на страв би го спомнала стравот од изолација, кој што забележувам дека после карантин кој што го искусивме, дека и како се јави кај луѓето, затоа што веќе овие мерки во овој хроницитет, односно континуитет кој што го имавме, навистина силна реакција предизвикаа кај сите. Велам, ако беше еден карантин или два, ако беше една изолација или полициски час во еден краток одреден период, тоа може би многу снажно ќе го поминевме, но долготрајноста на мерките и како може да влијае, поготово во интензивирање на овој страв од изолација, дека ги губиме контактите, дека ова е навистина веќе екстремна ситуација кога може да ја изгубиме работата и тешко да се вратиме на истата. Значи имаше една плејада на негативни доживувања, на стравови, анксиозност, на чувство на тага, зборувам сега од емоционален аспект, на чувства на немоќ, на вина, на некоја агонија дека сето ова е многу хаотично што се случува. Потоа на ментален план забележавме можеби конфузност, некоја дезориентираност, грижи, прекумерни грижи, па и можеби не би биле прекумерни, нели, кога би биле свесни дека е многу блиско вирусот до нас или можеби веќе дел од нашето семејство. А од оние негативните во социјален аспект покрај дистанцирање на контактите помеѓу луѓето, имав прилика да забележам и дека се јавуваат и конфликтни релации кога луѓето нели се под ваква тензија, под ваков притисок, а мора на некој начин да контактираат и да комуницираат едни со други. Но се разбира дека имаше и позитивни страни сето ова. Би ја спомнала можноста нели да бидеме во рамки на семејството и да малку повеќе ги јакнеме тие снаги семејни кои што и како нас не одликуваат како луѓе и како вредносен систем кој што го носиме во себе. Потоа имавме можност да ги јакнеме и креативните снаги, да изнаоѓаме иновации во нашиот бизнис, да се ориентираме на онлайн комуникација, да испробуваме нови вештини и сето тоа нели да даде една нова форма па дури на дружењата. Во однос на лицата кои употребуваат дроги, јас не би кажала нешто посебно и не би ги издвоила од сето ова што до сега го зборував, затоа што како и сите останати граѓани на оваа наша земја, исто така и лицата кои употребуваат дроги се соочија со истите тие притисоци, со истите тие стравови, со истата анксиозност, начин или барање на солуција како да се избега од целата оваа ситуација и неизвестноста која што во голема мера беше присутна. Може би додала дека бидејќи се лица кои голем дел од нив нели кои употребуваат дроги веќе се лекуваат од зависност, би спомнала дека таков тип на хронична болест со која што тие се соочуваат ги става во онаа категорија на ранливи лица поради нели коронавирусот, па можеби стравот бил и поизразен затоа што
влегуваат во група која што има поголема потреба од медицинска грижа, а во услови на пандемија тоа не знам колку би било овозможен. Се надевам дека вака некако на широко успеав да допрам до одговорот кој што Владко веројатно го очекуваше, па се надевам ќе имаме време и малку да продлабочиме во однос на тоа што и како понатаму. Владко, само ќе те замолам, бидејќи си на мјут и не те слушаме, да го повториш тоа што сакаше да го кажеш. Фала ти. Добро. Ти благодарам многу за овој прв одговор. Јас веднаш ќе преминам и на второто прашање. Ти веќе спомна голем дел од проблемите со кои се соочуваат сите граѓани, вклучително и луѓето кои што употребуваат дроги. И твојата секојдневна пракса веројатно се сретнува со најразноразни проблеми кои што ги имаат овие луѓе. Јас често би сакал само малце повеќе, ако може да ни кажеш кои се најчестите проблеми кои што сега во овој момент се среќаваат луѓето кои што употребуваат дроги. Ова не случајно го потенцирам, затоа што целокупното наше минато искуство, не само овдека во Македонија, меѓутоа и ни светот ни зборува дека во услови на криза луѓето на вистина се однесуваат и поризично, односно се соочуваат со повеќе проблеми, вклучително и проблеми од менталното здравје. Јас само за пример ќе спомнам, кога беше последната голема економска криза пред неколку години, бројот на луѓето кои што употребуваат дроги во светот нагло се зголеми. Во Грција, например, нагло се зголеми и бројот на луѓе кои што умреа заради ризична употреба на дроги. Па така да во тој контекст, дали сега е се уште рано да носиме ваков тип на заклучици, меѓутоа, дали ти лично во твојата пракса гледаш некои проблеми кои што ги имат овие наши сограѓани кои што претходно ги немале? Фала, Владко, се разбира праксата во работа со лица кои употребуваат дроги како психотерапевт и изминатите години наназад, меѓутоа и овие 4 години, нели некако ми дава за право да го кажам и своето мислење од аспект на стручно лице. Кажав дека се соочуваат со истите потешкоти како и сите останати граѓани, меѓутоа сепак поради природата на нештата и природата на болеста на зависност, тие се издвојуваат по некои нешта. Го спомнав здравствениот систем на почеток, затоа што на вистина голем број од моите клиенти изминатиот период кажа некоја своја поплака во однос на здравствениот систем, меѓутоа тоа беше така, повторно ќе генерализирам за сите луѓе, затоа што беше на приоритетно место оние кои што се соочуваат со вирусот и тие беа нели првично третирани, потоа имаше во распоредот на пружање на медицинска нега, во метадонските центри, па и во останатите центри кои што третираат зависности, имаше некој одреден распоред кој што не ги задоволи потребите на лицата кои потребуваат дроги. Од друга страна, па се прашувам зошто ли баш овој период би бил толку ризичен и критичен и си велам самата природа на зависноста односно самата зависност се појавува во период кога ќе се случи еден дисбаланс во средината во која што живееме или во нашето ментално психолошко функционирање. И во таа смисла луѓето, барајќи на некој начин излез од кризата или од проблематичната ситуација, посегнуваат по разни начини за да може да воспостават некој мир со себе и да на некој начин ја намала целата таа тензија. Не велам дека сите сценарии, кај сите луѓе кои што користат дроги се вакви слични на ова, меѓутоа во голема мера барање на начин како да се справиме со целокупната криза во овој период ги доведе нашите клиенти до да речам можеби позачестена потреба, позачестена употреба на дроги или можеби позачестена потреба, поинтензивна потреба на контакт со медицинско лице. И сега кога во случај да едното недостасува, можеби компензацијата ја барале на друг начин. Исто така, сакам да кажам дека нешто што многу ме радува е дека забележав подигнување на степенот на одговорност, на личната одговорност
кај голем број клиенти со кои што се сретнав изминатиот период, бидејќи сите наценци видат дека во голема мера од нив зависи како и на кој начин ќе продолжи да учат на кој начин и како. Можеби затоа и поголем дел од нив побара и психотераписка поддршка, се разбира онлайн. Дали се слушаме? Ме слушате? Да. Да? Имав мал прекин, меѓутоа сега е во ред. Да, како да видов јас дека имаше мал прекин. Велам, бараат соодветен начин на излегување од самата криза и како да се справат со себе и со целата таа ситуација, па токму можеби и тој мотив ги донесе почеста на психотерапија и на разговор онлайн. Но навистина сакам да потенцирам дека одговорноста забележав дека се зголемува и тоа ме радува, затоа што пред се од нашата лична одговорност, а потоа и од креирање на некаква политика на системско ниво, на државно ниво, ќе зависи како и на кој начин луѓето ќе излезат од оваа ситуација. Владко, се надевам дека има уште многу што да се каже, но во интерес на времето и во интерес на тоа да оставиме простор и луѓето да поставуваат прашања, јас сепак ќе ти го дадам зборот тебе. Ти благодарам многу, Деспина, и за овој исцрпен одговор. Да го промениме ликот на екранот. Би го послал првото прашање за Богдан. Богдан, ти работиш исто така директно со луѓето кои што потребуваат дрога, работиш на терен, се среќаваш пофреквентно со луѓето кои што потребуваат дроги. Па според тебе, кои се проблемите кои што ги имаат во моментов овие наши сограѓани? Дали има некаква разлика пред појавата на пандемијата и Океј, дали на крајов пак малце ми засецка, Владко, ме слушаш? Да, јас те слушам. Да, те го разбрав прашањето, мислам го слушнав прашањето. Има разлика од пред пандемијата и за време за пандемијата. Така да, зашто со самото тоа што луѓето се многу поподложни на ризик, имаат некои задни заболувања. Пример, луѓето кои користат психоактивни супстанци, без разлика дали имаат развиено зависност или само повремено користат, имаат поголем ризик од сериозно штетување во време на пандемија на ковид. Че коронавирусот е премногу нов за да се знае точната интеракција со легалните психоактивни супстанци. Меѓутоа, ти нели спомна дека во претходната пандемија се зголемила и смртноста кај корисниците на дроги. Се уште не постои истражување и не знаеме колку луѓе кои користат ПАС се заразени од коронавирусот. Меѓутоа, сепак може да се проценат некои влијани од она што веќе не е познато за психоактивните супстанци, како нивните ефекти над организмот и начинот на кој го користат, вклучително во време на зголемен стрес. И би сакала да дополнам дека без оглед на ставовите кои што се за психоактивните супстанци, програмите за намалување на штети од употреба на дрога во време на пандемија подобруваат благосостојбата кај лицата кои користат ПАС или дроги и оние кои се блиски со нив, како што се семејства, пријатели. И сервисите кои што ги нудат програмите за намалување на штети ќе допринесат да се избегне дополнителен притисок врз здравствениот систем на државата. Зошто луѓето кои користат ПАС имаат поголем ризик? Би спомнал тука неколку фактори. Првиот фактор е имунолошкиот систем кај овие лица. Со самото тоа, значи кога кажувам ПАС, сакам да напоменам дека под психоактивни субстанции или дроги ги ставаме илегални субстанции, како што се например алкохолот. Така да со самото користење на алкохол или некоја друга психоактивна субстанција, имунолошката функција се намалува и со тоа организмот не е поподложен на инфекции. И колку повеќе се конзумира, толку е поголемо влијанието врз нашиот имунолошки систем. Значи луѓето кои користат дроги имаат поголема опасност да заболат и да имаат компликации доколку се инфицираат со COVID-19. Дури резултатот може биде на крај фатален. Вториот фактор се проблеми со белите дроги и плуќата. Значи дишување, испарување или пушење психоактивна субстанција е еден од најпознатиот начин на конзумирање, например канабис, хероин, метамфетамин, исто кокинот може да се пуши. И сето тоа може да директно да предизвика оштетување на белите дрогови. Некои дроги можат индиректно да влијаат на белите дрогови. Например, метамфетаминот го намалува протокот на крв до белите дрогови, додека хероинот го намалува дишењето, значи поспоро дишење. Коронавирусот исто така ги
ги ослабува белите дроги така што луѓето кои користат дроги ги прави поранливи кон вирусот и со можност со посериозни компликации. Луѓето кои имаат некое заболување на белите дроги се изложени на поголем ризик од предозираност при употреба на дроги, како што е на пример хероинот. Значи доколку сте инфицирани со вирусот, имате белодорно заболување, а при тоа користите некоја дрога, ризикот од компликации како што е предозираност е огромен. Така, освен со белите дроги има други хронични здравствени заболувања. Најчести здравствени заболувања кај овие лица се срцевите заболувања или имаат проблеми со циркулација и така натаму, така да со самото тоа, бидејќи ги имаат овие проблеми, доколку некој се инфицира со ковид, последицата ќе биде фатална. Исто така како последен ризик, вака фактор јас би го посочил, и ризикот на споделување психоактивната супстанца. Значи, некои психоактивни супстанци најчесто се споделуваат, например џоинт, со канабис или бонко, некоја се дели помеѓу група луѓе. Пример, кога некој конзумира кокаин, цевчето или со што и да се снифа, најчесто се дели меѓу себе. Истиот случај може да го кажеме и со таблетите МДМ. Кога се грицка половина па на другарот, свој партнерот во конзумирањето му да даваат другата половина, на тој начин може да се шири многу лесно, или знаеме како се шири вирусот преку капки од нос или од уста. И сега би почнал кои се такви реални проблеми кои што се соочуваат корисниците на дроги. Како прво би го посочил промени во снабдувањето, производството и цените, од која е настаната ситуацијава. Значи, со појавата на коронавирусот има големо влијание и поврзувањето со снабдување, вклучително достапност и цената на психоактивната супстанца. Значи, затварањето на границите ја намалува достапноста на увезените психоактивни субстанци, меѓутоа и на хемиските субстанци со кои што се обработува одредена дрога на локално ниво. Може да се очекува дека со намалувањето на понудата ќе донесе и повисока цена кај другите. Што потоа има тенденција да намали побарувачката, што значи дека некои луѓе кои користеле нелегални дроги ќе ја намалат или стопираат нивната употреба поради превисоките цени или ќе се префалат на друга психоактивна супстанца која е поевтина, подостапна и е произведена на локално ниво. Меѓутоа, тука би го посочил и тоа дека доколку некоја скрати својата употреба на супстанца, со тоа значи дека неговото тело губи толеранцијата према одредена дрога. И со тоа, потоа кога би се вратил тој да користи таа супстанца, има многу поголеми шанси за овердоз после одредено време. Исто така со снабдувањето, значи тука има потреба и од буквално барање нов снабдувач, доколку нели тој што ти е снабдувача што цело време зимаш од него се случи да нема таа супстанца. И со самото тоа вие сте подложни, значи менјате нов добавувач кој што не ви е познат, ќе шетате по улици да барате, а со тоа го зголемувате ризикот и да направите кривично дело, тоа е да бидете уапсени поради користење на дрога за лична употреба. Потоа следи од ова прво, следи второто, значи повлекување и откажување од пас, од дрога. Тоа значи, поради потешката достапност и промената на цените, некои корисници ќе решат да престанат со користење на психоактивна супстанца. Тоа си решаваат. Меѓутоа, корисниците кои подолг временски период користат пас, психоактивна супстанца, ќе појават и абстиненцијални кризи. Доколку ова се случи, препорачувам веднаш да се повика медицинско лице. Исто така и самото ова што исто така и самото ова што донесува до поголеми шанси за овердоз и за предозираност. Добро. Исто така продолжено е тоа, значи повлекување и откажување, како што кажав. Доколку се откажете, нели своевувате кризи, тоа го спомнав. Како трето нешто би го посочил, го спомнав и Деспина на кратко, дека во овие стресни времења употребата на дрога има тенденција да се зголеми. Значи луѓето кои се под стрес, веројатноста дека ќе посегнат по некоја супстанца, тука го вклучуваме алкохолот, е поголема. Значи не би било чудно доколку поради здодевност, изолација, финансиски грижи или слично, некои луѓе кои користат психоактивни субстанци да зголема својата количина. Така да голем дел од лицата кои користат дроги, како одговор на стресот ќе станат зависни од нив. Додека луѓето кои се леке зависни се на третман, ќе направат рецидив и повторно ќе посегнат по нелегална супстанца како резултат на стресот. Како четврто би го посочил, сега тука би потенцирал конкретно корисниците кои што се на терапија, бидејќи како проблем јас го гледам и они превозот до метадонскиот центар.
Значи поготово кога сега моментално ајде ЕСП автобусите нели регуларно циркулираат, меѓутоа додека беше целосниот локдаун, мислам дека функционирал само 9 до 11 или од 1 до 3, така да се случуваше многу често некој да отиде до болницата да подигне терапијата, а да нема како да се врати. А со тоа нели е приморан да шета по улици или било каде да прави и со тоа го зголемо ризико да се зарази од ковид и да го шири вирусот. А додека нашиот метадонски центар нема можност за дистрибуција до нивните домови, тоест има само за некои пациенти кои што се во многу тешка состојба. А исто така не знам зошто метадонскиот центар сепак не им дава терапија за подолг временски период. Мислам дека тоа е едно од можните решенија кога веќе нема децентрализација на метадонскиот центар, дека можеби би можело да ми се даде терапија на подолг временски период со цел да не се да не шетаат жаби да се изложуваат на ризик. Потоа како следен проблем се случува проблемот со заработка. Значи многу од корисниците на други работат хонорарно, дали тоа по кафичи, дали некоја друга хонорарна работа, голем дел од нив се бездомници кои својата заработувачка дали преку питачење, дали преку препродавање на одредени работи, а со самиот локдаун мислам јасно е дека тоа е неможно. Значи, и како последен проблем тука би го посочил стравот кој што се јавува кај најголем дел од корисници на дроги од дискриминација. Значи, оваа целна група секогаш била дискриминирана, меѓутоа во услови на пандемија, искрено да кажам, нашите корисници веќе се плашат да идат и на своите редовни прегледи што ги има закажано кај специјалист, со самото тоа. Еден е стравот да не се заразат од COVID-19, а другиот стравот е како бидат примерно институциите. И тоа е сериозно. И не само за здравствени работи, не само за здравствени проблеми. Тоа се случува и со остварување на одредени социјални права. Например, каде што треба да дојде Центар за социјална работа и да го обезбеди правото. Друг проблем што се соочуваат е во рете што нашава држава, како да речам, по електронски пат сега дозволува некои работи да бидат поднесени, меѓутоа голем дел од нашите клиенти, кои што спомнав и погоре, се бездомници или не се спретни, да речеме, со технологија и не можат на тој начин да го изработат. Извинувам што вака ќе те малце прекинам, што веќе луѓето пишуваат доста прашања, па во интерес на тоа да имаме време да одговориме за јас би сакал само уште едно прашање да ти па понатаму ќе можеме да се префрли на одговор на прашањата на нашите гледачи. Спомна еден куп проблеми со кои што се случуваат луѓето кои што употребуваат дроги. Јас само би сакал да те прашам на кој начин ХОПС се обидува да им помогне во овој момент на овие лица. Овака, ХОПС по објавувањето на пандемија што беше во март, нашите сервиси се модифицираа, меѓутоа сите клиенти се целосно фатени. Значи, дропин центрите ги затворивме за лицата, меѓутоа секој посебен тим, и социјален сервис, и медицински сервис, и правен сервис, и асистент за размена. Мислам, сите сервиси имаат посебен телефонски број и на тој начин може сите клиенти комотно ги контактираат нашите центри. Значи, теренскиот тим секако оди на терен, се слуша по потреба и да пред нивните домови. Значи, социјалните работници веќе знаат кои се, да речеме, клиенти кои што се во најзагрозена позиција и доколку има некоја мерка нова, дали е тоа од владата, дали од општините, било што, секој се навремено информирани на тој начин на тој начин се запознаени со се многу што се случува поврзано со нив. Значи има медицинско лице кое еднаш недело обавезно доаѓа на посета на најкритичните клиенти со цел да ја процени нивната општа здравствена состојба. Значи другите сервиси кои што се креативни работилници исто така функционираат, дали по двајца одат во стационарот, некогаш од дома земаат работи, па работат онлайн од дома. Значи исто така да напоменам дека и докторот и сите ние што одиме на терен имаме целосната опрема и визири, и маски, и ракавици и се што е потребно. И доколку социјалниот работник или некој тимот увиди дека има потреба од некоја
додатно решавање на проблемот на клиентот, тогаш можеме многу лесно ги препраќаме или до психолог или до психијатар исто. Додека придружбите што ги имаме се сведени на минимум. Некој клиент што има многу голема потреба само тогаш се придружува. Мислам дека ти одговори, Владко? Да, во ред, фалам ти многу, Богдан. Јас предлагам сега да почнеме да ги вклучуваме некои од првите прашања. Пошто еве веќе половина час како зборуваме, првите прашања се до Деспина. Значи Деспина, еве првото прашање, дали оваа состојба со вирусот може да придонесе до намалена концентрација и проблеми со спиење? Нормално чувството на неприфатеност и прашање за Деспина. Фала, Владко, ама мислам дека само првото прашање го слушнав, односно дали може да придонесе кон намалена концентрација и проблеми со спиењето целата оваа состојба, целата пандемија. Така, второто беше нешто во врска со тоа дали се чувствуваме отфрлени, неприфатени? Дали е нормално чувството во оваа состојба да се чувствуваме неприфатени? Така, односно дали можем да нормализираме. Одлично, фала на тој што го поставил прашањето. Интересно и баш ги охрабрувам луѓето кога имаат некои вакви размислувања да ги споделат за да може нели заеднички да најдеме одговор. Целата таа би рекла неизвестност, напнатост која што ја чувствуваме. Поготово ако е пропратена со анксиозност, со доживување на вознемиреност или можеби почнуваат да се јавуваат оние симптоми на депресивност во некој начин. Сето тоа може во голема мера да придонесе до потешкотии во концентрацијата и потешкотии во спиењето. И тоа потешкотии во спиењето од различен тип. Дали не можам да заспиам, дали се будам често, имам немирен сон, имам лоши соништа кои што ме будат. Исто така се будам рано наутро, па не можам да презаспиам. Значи сите тие потешкотии со спиењето ги слушаме почесто во последниот период и може да кажеме дека се должат токму на целиот овој притисок поврзан со коронавирусот и сите оние стравови, размислувања, ментални не се тоа ментални нарушувања, туку една напрегнатост ментална која што реков и спомнав на почетокот, а не се случуваат активно на сите. Сега, некои луѓе имаат резилиентни снаги, оние јаките снаги на личност со кои што им помагаат полесно да се адаптираат на нови непредвидени ситуации, кризни ситуации и можеби тие полесно ќе ги поминат сите овие симптоми, можеби кај нив нема да се јават вакви потешкотии овој период. Но да речеме кај поголемиот број и како ќе се одрази на било кој начин, а концентрацијата и спиењето се многу кревки во нашиот живот и веројатно ако тргне да се појавува, да се пројавува на некој начин менталната состојба, односно психичката состојба, тогаш би тргнало од тоа. Во однос на тоа дали е нормално да се чувствуваме отфрлено и неприфатено, се заблагодарувам и за ова прашање, стварно е интересно и добро е да малку се подразмисли околу него. Знаете, пандемијата е таква да ние мора да ги прекинеме, односно не прекинеме, туку да го модифицираме, да го промениме начинот на комуникација со луѓето. Сето тоа може да предизвика до дистанцирање на луѓето, или ако тие биле премногу блиски, сега да станат само блиски, или ако биле на никаква дистанца, сега да станат, сега воопшто нели да престанат да комуницираат, па да направат некој можеби и като во нивната релација. Во таа смисла, секој индивидуално ќе го протолкува тоа и секој ќе го обработи онака како што е најавтентично за него. Па некој ќе каже се чувствувам дека сум отфрлена, дека не сум прифатена во средината, а некој ќе каже добро, ова се случува на сите, веројатно сите се чувствуваат вака како мене. Во тој контекст, можам да кажам дека за време на оваа пандемија, многу од работите кои што ги доживуваат луѓето или ги чувствуваат луѓето, јас ги ставам во рамките на една нормализација, верувајќи во тоа дека набрзо кога се ова ќе помине и ќе останеме здрави, живи, нели безбедно понатаму ќе продолжиме да живееме, дека ќе се вратиме на нашите стари снаги и дека ќе продолжиме да функционираме и прифатени,
во околината и дека ќе биде задоволено тоа наше чувство, односно потреба за припадност. Се надевам дека горе-доле одговорив на прашањето на кое што го постави. Да, ја би продолжил повторно со дел од прашањето Деспина и тие прашања како што гледам се повторно за тебе. Значи имам две прашања кои што всушност се однесуваат на едно исто, а тоа е поврзано со депресивно-анксиозната состојба. Значи, првото што се случува сега со луѓето кои се подложени на депресивно-анксиозна состојба и како постапат оние кои живеат сами или мора да останат сами дома по неколку дена кога има полициски час или се во изолација, кај многу луѓе ова предизвикува анксиозни чувства. Така, анксиозна депресивна состојба е нешто што е менливо, па некогаш дури и на дневно ниво, ајде да не речем на дневно ниво, меѓутоа често ги искусуваме двете тие состојби. Ние иако го замисливме овој разговор дека ќе биде наменет за лицата кои употребуваат дроги, нивните блиски, семејствата кои што живеат со нив, сепак ова се прашања кои што ја вклучуваат целата таа група и одговорите би ги наменила за сите оние кои што во било каков контакт се со лицата кои употребуваат дроги. Депресивно-анксиозна состојба, тоа е флуктуација на енергетско или како да речам на ниво на расположение, на вознемиреност од висока ап позиција во ниска даун позиција. Некогаш се чувствуваме многу вознемирено, многу напрегнато, под висок притисок, а некогаш чувствуваме дека немаме сила и енергија, па ниту мотивација и волја да направиме било што. Оваа пандемија со сите мерки кои што беа преземени околу неа, односно сите карантини и затварање дома, е во голема мера олицетворение на тоа што ние самите можеме да очекуваме од себе и како да се справиме со сето тоа. Имаше група на луѓе кои што живеат сами и јас навистина сочувствувам со нив и нивната состојба, бидејќи е навистина тешко да и покрај тоа што живеат сами да дополнително им биде затворен тој круг или одземена слободата на некој начин и да знаат дека мора да останат сами дома, ги поттикнував да остваруваат социјални контакти со луѓето, а тоа е да се јават телефонски кај некои пријатели кои што одамна ги немале чуено, да бидат активни па дури на социјалните мрежи, да се поврзуваат со членовите од семејството на било каков начин или да останат интензивно во контакт. За сметка на нив имаше друга група на луѓе кои што живеат во некаква заедница, но секој од нас си носи две различни потреби. Едната е потреба за индивидуалност, а другата е потреба за заедништво. И тие две се исто така важни за човекот, нели едната и другата. Па оние кои што живеат во заедница, како и да нема баш простор да си го дозволат тоа време нели за себе и за индивидуалноста, во таа насока тие добиваа нели некакви избори од типот на тоа да си направат простор за себе, да дозволат на индивидуалноста да најде мир, да направат граница со останатите членови, да направат договор во кој што ќе имаат простор и за себе, ќе ја негуваат и својата индивидуалност, но ќе го негуваат и заедништвото. Така што ова се сите зависи нели од степенот на интензитет и повторно би кажала дека и тоа е во рамки на нормална во целата оваа ситуација, ако можеме да ја кажеме нова нормалност. Добро, во тој контекст има едно прашање кој што вели каде би можеле родителите, односно роднините на луѓето кои употребуваат дроги, а се во некоја анксиозна состојба да се обратат? Ова е одлично прашање, затоа што јас некако го начнав со одговор на претходното прашање. Имаше зачестен број на повици од членови на семејствата на лицата кои користат дроги и повторно го ставам во рамка на таа потреба за индивидуалност. Поготово оние луѓе кои што претходно во полна парија ја користеле слободата и биле во контакт со другите луѓе, кога одеднаш ќе се најдат дома со членови од семејството, се појавува таа нетрпеливост и неможност да се разбереме или да најдеме некоја иста фреквенција, како што вели народот, на разговори, на комуникација. Па токму поради тоа настануваа и конфликти, настануваа и
ајде да кажам, недоразбирања кои се надевам нема да остават последици по семејните релации конкретно. Би препорачувала да се посоветуваат со семеен терапевт. Јас работам системска и семејна психотерапија во ХОПС веќе долго време и горе-долу ми се познати нели овие сите случувања во рамки на семејството каде што имаме член кој користи дрога или се лекува од дроги. Меѓутоа ми се чини дека вклучување на сите членови од семејството и оној кој што најинтензивно го чувствува притисокот и анксиозноста и оној кој употребува дрога исто така се чувствува не многу поразлично од останатите, да заедно побараат со заеднички семејни снаги побараат излез од целата ситуација. И сега каде, тоа е можеби недостаток на системот што немаме баш доволно простор каде да се обраќаат сите оние кои имаат ваков тип на потреба. Ние во нашиот центар на ХОПС за рехабилитација и ресоциализација на лица кои користеле дроги ги нудиме овие услуги, меѓутоа можеби се потребни уште 20 на вакви центри низ нашата земја за да бидат задоволени потребите на сите оние кои што ќе сакаат нели да се јават и да ја добијат услугата. Но затоа постојат центри каде што нели се зима терапијата, таму треба да има и психолог, треба да има и психијатар, може да се посоветуваат, може да побараат поддршка во невладиниот сектор, може да се посоветуваат со оние кои веќе го надминале овој проблем, односно кои што излегле од тоа сценарио, па можеби да ги искористат и нивните механизми за стравување. Во секој случај активно да бараат решенија, не да молчат и да ја префрлаат вината и гневот едни меѓу други рамки на семејството. Исто така можам да кажам дека ние во нашиот центар работиме онлайн на нашата Facebook страна постојано се јавува поставувањето на телефонските броеви, така што се надевам дека оние кои имаат потреба и ќе ја отворат страната и ќе видат се слушаме? Да. Или повторно ми се? Да, малце тецка интернетот очигледно, меѓутоа мислам дека во глобала луѓето ќе разберат што зборуваш, мислам не е тоа постојано сецкање. Кога веќе зборуваме за овие онлайн настани, веќе имаме и коментари од нашите гледачи дека овие онлайн настани многу им помогнале на луѓето да се соочат со состојбата во која што се наоѓаат. Затоа и во тој правец ќе продолжиме малце дискусијата од предвидените 45 минути. Имам уште неколку прашања, Деспина, повеќето се за тебе. Како да им помогнеме на децата на околу траги врз них? Владко, ќе те молам уште еднаш прашањето да го повториш. Да, значи како да им помогнеме на децата на возраст околу 13 години за полесно да го надминат овој период за да не остане некакви сериозни траги врз них? Тоа е прашање. Така, не е наведено дали во семејството има лица кои користи дрога, воопшто само за децата. Така. Интересен период навлегување во адолесценција, каде што тинеџерите, или навлегување во тинеџерство, имаат приоритетна потреба да се дружат, да ги абсорбираат сите врснички правила на однесување, да ги абсорбираат во себе оние вредности кои што врсничката група ги носи, нели, за разлика на оние кои што досега владееле со нив, а тоа се семејните вредности и семејните снаги. Во контекст на ова прашање, нели, како со тие деца да не се остави, да не им остане таума, па би кажала дека во секој случај кога се најактивни во споделување, во социализација, во излегување од рамки на семејството кон надвор, и тоа е здравиот развој на детето во тој адолесцентен пубертет или како и да го наречеме период, фрустриран, односно се појавува пречка која што вели не можете да излезете надвор и не можете да се дружите. Оно што јас го забележав е дека сепак почитуваат некои правила, ќе излезат со маски, ќе одржуваат одредена дистанца,
меѓутоа тоа трае десетина минути, па не толку, затоа што оној порив нели да се дружиме и да бидеме заедно ќе ги надвладае децата, младите, односно адолесцентите, и набрзо ќе ги извадат маските. Ова е период кога навистина многу треба да се разговара со тинеџерите, со адолесцентите. Они не се возрастни, меѓутоа се навлезени во тоа созревање и многу им значат разговорите со возрастните, поготово со родителите или оние кои што се модели или идоли во нивниот живот. Па така јас би ги поттикнала да одвојат родителите време на било која тема, не мора само на тема COVID, на било која тема да им посветат дел од своето време, да разговараат, да станат блиски со своите адолесценти, да стапат во контакт кој што ќе биде здрав за нели понатамошното движење и растење на децата. Исто така би вовела и категорија на надеж, а тоа е дека набрзо ќе се врати се во нормала и не е ова некоја трајна состојба која што за секогаш ќе ги оддалечи од нивните другари и од нивните врсници. Меѓутоа, можност за зајакнување на семејните контакти и како е добар момент кој што можеме сега да ги искористиме. И во рамки на тоа ќе кажам дека во голема мера се превенира било каков застој во развојот на децата или трауматско искуство кое што понатаму би ги следало во следните години. Се разбира, тука ќе ги вклучам и социјалните мрежи, иако се тие најактивни во социјалните мрежи, би кажала дека е добро да контактираат, да комуницираат и да останат во контакт со врсниците на некој таков алтернативен начин. Така да, ова е посебна тема за која што ние дури можеме да направиме посебен онлайн разговор како да помогнеме на децата, без оглед дали тие употребуваат или не употребуваат дроги во една ваква ситуација. Се надам дека гледачката е задоволна од одговорот. Продолжуваме понатаму со прашањата. Значи, кои се начините луѓето да си помогнат сами на себе во време на локдаун без вложување на некакви ресурси? Без вложување или без изложување? Без вложување на некакви ресурси. Веројатно се мисли на финансиски средства и слично. Како да си помогнат на самите себе во време на локдаун. Јас како што спомнав на почетокот, ова е период кога во голема мера можеме да ја пројавиме нашата креативност и да ги изнајдеме сите оние начини кои што нас на било каков начин ќе не направат среќни. Не би зборувала генерализирано за тоа како луѓето треба да се справат со сами себе во рамки на било каква состојба, па дури и ваква пандемија, затоа што јас секогаш промовирам да луѓето се во контакт со себе и да се познаваат сами себе доволно добро, за да точно знаат каква активност нив ги смирува, каква активност им ја намалува напнатоста и стресот и нели би одела кон тоа да што почесто наоѓаат време за да сето тоа си го дадат на себе. Нели да останеме ние здрави за да може да помогнеме и на другите да бидат здрави. Океј, Владко, има ли уште прашање? Дали поради оваа состојба со вирус намали преку поголем внес на храна? Дали состојбата со вирусот ќе предизвика да се зголеми внесот на храна? Да. Намали преку поголем внес на храна, да. Океј, значи, не знам дали само кај мене сецка или кај сите, како и да се извинувам ако е ова од кај мене, иако гледав да технички се биде супер за да може безпрекорно да тече разговорот. Повторно ќе кажам, внесување на поголеми количини храна, голем дел од психолозите нели ќе кажат да тоа е емотивна глад, кога на луѓето им недостасува некакво чувство, некаква емоција, можеби припадност, можеби љубов, можеби заштита или сигурност, тие пробуваат преку внесување на храна да го компензираат или задоволат тоа чувство. Би се повикала еве повторно и во време на пандемија на таквата потреба и во таа насока би рекла да пробаме да ги задоволиме сите тие емоции автентично, онака како што произлегуваат од нас, за да можеме полесно да се справиме со внесување на храна, односно да немаме потреба од дополнителни базични задоволства и пружање на сигурност, за да бидеме окей во и стабилни и безбедни и балансирани во целата таа ситуација. Исто така и анксиозноста различно делува кај луѓето, некои ја смируваат анксиозноста со тоа што
ќе земат поголемо количество на храна, меѓутоа треба да се запрашаме дали тоа навистина помага, бидејќи набрзо после тоа се појавува едно друго чувство на вина или на гнев кон самите себе, затоа што си даваме нешто што е несоодветно и што знаеме дека не го решава проблемот, само што моментално го заситува, ја заситува потребата да нешто правиме, односно да некакво кратко задоволство си дадеме, а тоа веројатно преку вкусовите луѓето го доживуваат и задоволуваат. Ти благодарам, Деспина. Малце ти изморихме последниве 20 минути. Зато сега јас Владко, последниве 2 месеци сум прилично изморена. Истите теми се вртат и луѓето стварно имаат потреба да сето ова го разговараат со него. Драго ми е што се вклучуваат, но може би по ова е време да се обединиме и да видиме дека сите не мачат истите прашања и не обединува сето тоа што се случува и така заеднички да си дадеме некаква снага. Не сум изморена, ако има уште прашања, слободно повели. Така, сепак јас се би го вклучил Богдан со последново прашање до него. Богдан, кој е твојот совет до луѓето кои што употребуваат дроги за подобро да се справат со оваа ситуација? Да, се слушам, така. Владко? Одлично е, да. Да, добро. Па вака, јас би сакал да прво да дадам одредени препораки, као да кажам, по decision makerите или тие одлучувачите што се, па после директно до луѓето кои користат дроги. Значи, прво сакам да кажам дека пристапот до услуги за намалување штети мора биде овозможен. Значи, услуги за намалување штети се состојат од субституциска опиоидна терапија, програми за развој на стерилен прибор кои што ги правиме ние, дистрибуција на локсан, која што за жал ја нема во Македонија, иако ние како ХОПС долги години веќе работиме на тоа, меѓутоа нема некој напредок за жал. И места за превенција од предозирање, исто така што ги нема или некои ги викаат и куки за инjектирање, соби за инjектирање, што исто ги нема во Македонија, меѓутоа во многу држави ги има. Понатака би рекол дека пристапот до контролирани лекови исто дека малце треба да сакам да кажам да им дадат поголеми рецепти, тоа спаѓа на пример луѓе кои освен на пример метадонот користат и други апчиња, на пример од диазепам до хелекс, па и понатака треба мислам да им се дава поголем рецепт со цел исто да не шетаат по аптеки, да се заштити и да не се шири вирусот. Исто така би сакал малце ги поделам на групи кои на пример зашто според статистики како жени кои користат дроги би сакал исто да се стави поголем акцент, бидејќи околу 1/3 од вкупната популација кои користат дроги се проценува дека се жени. А во многу статистики жените се со поголем ризик од инфицирање хепатитис С, сексуално преносни инфекции, ХИВ, и според остапите, а со тоа можно и повеќе на ковид. За ова нема податок, меѓутоа така. Исто така сакам да кажам дека многу треба да се земе внимание на бездомните лица кои користат дроги. Бидејќи си повикува луѓето да останат дома, од витално значење владите да превземат титни мерки за да им помогнат на луѓето без соодветно домување, вклучително и луѓе кои се бездомници. И целиот свет голем број бездомници кои користат дроги сега се соочуваат со дополнителни предизвици, кои презлегуваат од мерките преземени со борбата на ковид. Значи исто како друга група која што може кој имаш сериозна индикација да се шири вирусот, се затворите. Значи затворите се средени со висок ризик за ширење на заразни болести. Непропорционален број на луѓе кои користат дроги се затворени целиот свет поради криминализација на личната употреба и поседување на вклучувајќи илјадници смртни казни по светот со кршење на меѓународниот закон на човекови права. Значи како што спомнав погоре, значи би било окей да се обезбеди субституциска терапија за подолг временски период или да се дистрибуира до домот на корисниците доколку тоа е можно. Да се обезбеди, значи ова луѓето сами се мислам, не само луѓето, и ние да добиваме донации за да имаме средства да набавиме стерилната опрема, а со тоа и клиентите им препорачувам да земат поголеми резерви на стерилен прибор и канти за складирање искористена опрема со цел да се намали изложеноста на коронавирусот. Исто тука го вметнав бидејќи сега имаме ваква ситуација, па го нареков како овластување за итни случаеви и право на здравствено осигурање. Ова го не случајно вака го напишав, бидејќи моментално имаме ваква ситуација со наш клиент кој што излезе од затвор без ниту еден документ
и со тоа уствари не може да го ствари правото на лекување, а сега како што знаеме во вакви услови каде што се позатегнати мерките, значи на крај клиентот заврши во државен карантин во VIP хотел, имаше 2 пати или 3 пати проблем со полиција и моментално е во болница Бардовци, мислам најверојатно и му даваат метадон. Мојот ми е дека доколку би имало некоја повластување за тие случаи, би можело да се избегне сите овие проблеми може да бидат избегнати. Со самото тоа што кој би излегол затвор, би имал лична карта или по некоја брза постапка, би му се узело здравствено осигурање со што би влегол одма на терапија. За тоа го ставив и би го ставил исто тоа како преска што напомнав, голем дел од нашите клиенти немаат ни пристап до интернет, така да би требало малце да се размислува на таа насока да имаат сите корисници на дроги да имаат пристап до интернет, бидејќи интернетот е суштинско значење за добивање на точни и навремени информации. Толку мислев за институција, сега би кажал неколку совети кои што главном се и општи, меѓутоа подиректно се за корисниците на дроги. Како прво би посоветил ако се во можност најбезбедно да престанат да користат дрога за време на таковата пандемија. Меѓутоа, ако продолжат со користење на дрога, постојат неколку работи, нели, што можеме да ги направиме за да намалиме ризикот на несакани последици. Како прва работа би ги советувал да останат здрави колку што е тоа возможно. Тоа што значи да јадат добро, разновидна храна, да пијат доста течности, вода, цедени портокали и редовно вежбање, не предпоставува вежбање да мора да идеш у теретана да вежбаш или доволно е мислам прошетка до водно по планина, по парк и така натака, и доколку не се чувствува добро, веднаш да повикаат доктор, да ги измијат рацете, пакетот и опремата. Значи, све што доаѓа од надвор, од кога ќе го земат обавезно да се дезинфицира. Значи, мите ги рацете по секој контакт со дрога, пакетот за транспорт, пари, опрема и после било каков контакт со нешто што доаѓа од надвор. Значи, користете топла вода и сапун најмалку 20 секунди, не споделуваат, исто би им рекол. Кога мислам не споделувате, мислам на джоинт, предходно го спомнав исто цевчина за шмркање на кокаин, амфетамин, опрема за инјектирање и така натака, затоа што тоа го зголемува ризикот од инфицирање. Исто така е многу битно доколку се дрогирате некој да ве проверува повремено. Значи, никогаш не е препорачливо само да се дрогирате, па дополнително на тоа и сам да ја користите дрогата. Затоа најдете некој со кој ќе разговарате и кој ќе проверува редовно вашата состојба. Тоа лице може да биде оддалечено, не мора да доаѓа лично да посетува, поготово нели кога бевме локдаун, тоа може да биде преку интернет врска. Значи исто така би советувал да го променат начинот на користење на дрога, доколку ја користат преку пушење и инхалирање, треба да размислат за промена на начинот на употреба, на некој друг алтернативен начин, со што да ги заштитат белите дробови. И уште неколку совети, например, би посетувал доколку имаат некоја дрога по избор, доколку се можност да обезбедат поголемо количество таа дрога што е по избор, да си најдат заменски добавувач, заменски дилер, буквално, со што би намалиле шансата да бидат фатани од полиција и од ширење на ковид, доколку кој ќе бараат субстанцата. И како задња препорака што би ми ја дал, може би некој ќе ме осуди, не знам, бидејќи мојот личен став е дека не треба никој да лежи затвор и да биде криминално осудуван заради лична употреба на дрога, би ги советувал при набавката на било која психоактивна субстанца да земат кеса од дома да го има со здрава храна и доколку ги запре полиција да им речат на полицијата дека биле во набавка за некој постар комшија или за нив со здрава храна. И на враќање да сме на друга дестинација. Мислам дека тоа е тоа. Златко, нешто да ме потпрашаш? Ворете, Богдан, веќе час како зборуваме на оваа тема, јас би сакал само уште едно прашање имаме од Деспина, па тука би полека би го површувале разговорот. Значи, Деспина, прашањето е за тебе, кога ќе се започне со индивидуалните средби во живо и кои параметри треба да бидат исполнети за да се стартува тоа? Фала, Владко. Морам да му кажам браво на Богдан за сите препораки, внимателно го слушав и баш мислам дека ќе бидат корисни за сите лица кои што употребуваат дроги и многу креативни и многу занимливи и интересни, баш како да се снајдат луѓето.
Јас исто со нетрпение очекувам да си ги видам луѓето во живо и да може безбедно да поразговараме и да го продолжиме целиот тој процес на психотерапија во живо, иако нели онлайн продолживме со голем дел од клиентите, некои не го прифатија тоа. Она што е специфично за психотераписките сесии е што тие траат подолго време и се одвиваат во затворена просторија и тука ризикот од пренесување на вирусот е малку поголем. Ние размислуваме да многу скоро почнеме со работа во живо во нашиот центар за рехабилитација и ресоциализација, со тоа што ќе обезбедиме, нели веќе и голем дел од тие работи се обезбедени, доволна дистанца, да имаме заштитни маски, да имаме визери, да имаме средства за дезинфекција и сето тоа веќе го правиме и го планираме. Меѓутоа, она што може би е добро да се спомне дека ова не е само како заштита за нас и за клиентот кој што доаѓа, туку и за сите клиенти кои што циркулираат, бидејќи кога би почнале со работа, тоа би интересот, знам дека ќе биде голем и ќе почне многу луѓе да се собираат на тоа место, токму и затоа ги правиме овие превентивни мерки. Ми се чини дека малку да стигне уште овој бран со голем број на заразени на дневно ниво, дека веднаш после тоа ќе почнеме со работа и ќе си продолжи се најнормално како што и претходно сме си работеле. Сите семејства со кои што работевме, сите индивидуални лица кои што доаѓаа во центарот, сите деца кои што ги користеа услугите на нашиот педагог, ќе може сето тоа да го продолжат. Само велам да видиме како ќе биде на државно ниво целата ситуација и потоа да одлучиме со почеток. Секако ќе бидат известени. Владко, на мјут си, само ќе те молам за да те чуеме. Да, мислам, мора да повториш, да, те слушам. Значи, последното прашање за вечерва, Деспино, до тебе, кој е твојот совет до сите луѓе кои што употребуваат дроги, како да се однесуваат додека трае пандемија? Јас мислам дека во голема мера Богдан тоа и го кажа. Го кажа во една практична смисла, бидејќи тој ги знае работите како се одвиваат на терен. Јас само накратко би додала како психолог дека добро е да се потпрат на своите јаки снаги, да ги запознаат своите квалитети, да видат што е тоа со што навистина добро се справуваат и функционираат, да внимаваат со употребата на дроги, бидејќи повторно ќе спомнам, тоа е многу важно да го знаат и самите, бидејќи не се толку достапни медицинските улоги поради целата оваа ситуација со огромен број на пациенти заболени од COVID. Значи нема да може да се излезе во пресред доколку се случи некаква несакана ситуација и да ја поведат одговорноста индивидуално на многу високо ниво. И исто така, сите мерки кои што ги препорачува Министерството за здравство, апсолутно сметам дека треба да се држиме строго до нив и дека тоа ќе ни даде некоја сигурност да безбедно излеземе од целата оваа ситуација. Да пробаат креативни алтернативни начини, нели повторно, за да најдат некое време и катче за себе кое што ќе им даде мир. А тоа е можеби да слушаат музика, да читаат книги, да разговараат преку социјалните мрежи, да се посветат на оние работи кои што ги одложувале нели со идеја кога ќе имаат време за тоа. Но пред се да бидат многу внимателни во употребата на дрога. Поготово да не експериментираат со нови психоактивни супстанции, користат комбинација од психоактивни супстанции, затоа што тоа може сериозно да го загрози нивниот живот. Владко, стави да unmute да направиш само и ова ќе додадам оние кои што се на терапија, апсолутно редовно и безбедно да продолжат со земење на терапијата и да ги следат советите од доктор. Затоа што секое кување, продавање или било каква калкулација со сопствената терапија може да го загрози нивното здравје и да доведе нели до непосакувани состојби на абстиненцијални кризи, немир, вознемиреност, кавги, конфликти и така натаму. Океј, мислам дека е доволно како надополнување на сето тоа Богдан што го кажа. Така, јас мислам дека е доволно за овој разговор.
каде што, како што спомнав на самиот почеток, нели ќе имаме серија од 3-4 вакови тип на разговори. Многу ви благодарам на двајцата, значи на Деспина и на Богдан за вечерашниот разговор. Мислам дека најголемиот дел од поставените прашања ги одговоривме. Следната средба веќе ја закажувам за 26 јуни, каде што ќе разговараме на некоја друга тема, па се гледаме тогаш. Поздрав до сите. Поздрав. Ала Владко, поздрав до сите.